Драги слушателки, добре дојдевте на аудио програмата Скапоцена и сакана, која е во организација на Жени со надеж. Моето име е Аида и преку ова програма заедно ќе поминеме време разговарајќи за нештата кои се однесуваат на нас жените. Ќе ги споделиме нашите радости и разочарувања, предизвици и победи. И најважно од се, во секоја епизода ќе се потсетиме на вредноста која ја имаме ние жените и колку сме скапоцени и сакани во Божите очи. Знам дека треба да престанам, но не можам. Ќе го завршам тоа подоцна, има време. Ветувам дека од утре ќе бидам подисциплинирана. Ако го направам ова само еднаш, нема да е проблем. Не можам да се борам против таа навика. Ќе почнам со вежбање кога ќе имам повеќе време. Знам дека таа навика ми штети, ама не можам да ја сменам. Ќе почнам случајно од утре, денес ми треба пауза. Се обидов да се откажам од ова навика претходно, но безуспешно. Дали овие изјави ти изгледат познато? Мене ми е доста познати и блиски, бидејќи јас ги користам. Ако се прашуваш на која тема ќе разговараме во денешната епизода на Скапоцена и сакана, сакам да знаеш дека денес ќе размислуваме за деталите кои тивко, но сигурно ги обликуваат нашите животи на добар или лош начин. Станува збор за навиките. Навиките се навидум едноставни секојдневни дела кои немат поголемо значење врз нас, но всушност во нив е клучот за нашиот живот, бидејќи од нив произлегуваат нашите успеси, радости, победи, па дури и порази. Без разлика дали станува збор за бескорисно време поминато на социјалните мрежи, нездрава исхрана, негативни мисли за себе си, неогодување, одолговлекување на важни задачи и слично. Лошите навики можат многу суптилно да навлезат во нашите животи и при тоа да го спречат нашиот раст и благосостојба. Драга сестро, дали се чувствуваш заглавена поради лошите навики во твојот живот, очајно барајќи излез од нив, но не знаеш каде да го најдеш? Не се грижи, бидејќи не си сама. Сите ние имаме одредени рутини, навики, кои не спречуваат во тоа да станеме најдобра верзија од себе си. Но не се откажувај, има надеж. Денес ќе откриеме како да се ослободиме од овие штетни практики со помошта на Бог и Неговиот збор, Библијата. Ќе им кажеме збогум на сите лоши навики и наместо нив ќе прифатиме нови, здрави и корисни навики кои ќе ни дадат цел, ќе ни овозможат раст и вистинско исполнување. Пред да навлеземе подлабоко во ова тема, ајде да ја слушнеме приказната на Самра. Драга пријателке, моето име е Самира и сакам да ја споделам со тебе мојата приказна која е полна со многу борби, но и во која има прекрасно сведоштво за слободата која ја најдов. За мене едно од главните проблеми во животот беа лошите навики. Со години се борев со една зависност која го контролираше секој аспект од мојот живот. На почетокот сето тоа почна многу невино, без некакви планови да прерасне во лоша навика. Сакав само да земам нешто што ќе ми го намали секојдневниот стрес, но со тек на време, она што изгледаше безопасно, прерасна во огромно чудовиште кое речиси ми го проголта животот. Почнав со внесување на нездрава храна, бидејќи ми даваше одредено задоволство, но со тек на време јадев нездрава храна и благо секогаш кога се чувствував уморна или осамена. Со тек на време таа лоша навика водеше кон зависност од храна, прекумерна тежина, а сето тоа резултираше со здравствени проблеми, социјална изолација или емотивно растројство. Почнав да се срамам од себе.
Ги избегнував оние кои ме сакаат и се грижаат за мене. И навлегов во длабока емотивна јама во која бев обкружена со вина и срам. Навистина се трудев да се контролирам, започнав со диети, побарав стручна помош од психолози, доктори и слично. Ништо не ми даде добар плод. Еден ден сватив дека оваа лоша навика целосно ми го уништи животот, затоа решив да си помогнам себе си и овај пат бев навистина решителна. Откажувањето од оваа лоша навика воопшто не беше лесно. Секој ден носеше нови предизвици со себе и постојано требаше да се потсетувам колку е лоша ситуацијата во која се наоѓам и дека морам што побрзо да се извлечам од неа. Чекор по чекор ја заменив таа лоша навика со добри навики. Почнав да вежбам редовно, да се хранам здраво и да минувам квалитетно време со семејството и пријателите. Овие активности ми донесоа вистинска радост и охрабрување. Моето патешествие е далеко од завршено, но веќе не сум истата личност како претходно. Изгубив многу тежина, но намалениот број на килограми не е тоа кое ми е најважно. Најважно ми е тоа што оковите на зависноста се скршени и не сум веќе роб на лошите навики од минатото. Сето ова е возможно бидејќи Бог ми даде сила да се изборам. Благодарејќи на Него ја имам сила да живеам живот со цел и надеж. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now was grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing. As
Драга сестро, ако имаш некаква лоша навика во животот, поради која квалитетот на твојот живот е намален, или твоето емотивно или ментално здравје е нарушено, сакам да знаеш дека можеш да се ослободиш од истата преку Божјата благодат и сила. Ако навистина сакаш да се промениш, тој ќе ти помогне. И посакуваме добре дојде на Сара во нашата програма Скапоцена и сакана. Таа е професионален советник и психолог, а денес со неа ќе зборуваме за тоа како да се откажиме од штетните навики и како да ги замениме истите со добри навики кои ќе ни го збогатат животот. Сара, моето прво прашање за тебе е кои се некои од најчестите штетни навики во животите на жените и како истите некогаш прават штета во нивните животи, без притоа да се свесни за тоа. За почеток, ајде да дефинираме што е лоша навика. Лоша навика е рутина, однесување или постапка која редовно се повторува, и тоа често е несвесно. Со тек на време, без разлика дали е добра или лоша, навиката станува дел од нашето секојдневие и го обликува нашето однесување, ставови и целокупниот животен стил, позитивно или негативно. Ајде да размислуваме за неколку чести лоши навики кои ни се познати на сите нас. Првата е одолговлекувањето. Зарем не ти се случува често да имаш некоја важна работа која треба да ја завршиш, а истата ја оставаш за подоцна? Ова води кон поголем стрес, пропуштување прилики и намалена продуктивност. Некогаш луѓето добиваат отказ на работа поради ова лоша навика, или пак нивните бракови страдат поради неа. Втора честа навика е нездравиот животен стил. Има жени кои практикуваат лоши навики како прекумерно пиење алкохол, пушење, прекумерно внесување на храна и слично. А сето тоа го прават за да се справат со стресот. Ова навика има тешки последици врз физичкото, емотивното и менталното здравје. Како резултат на истата, телото страда од срцеви болести, прекумерна тежина, дијабет и слично. Третата навика за која сакам да размислуваме е можеби најпознатата во времето во кое живееме, а тоа е прекумерното трошење време на телефон. Некогаш се случува да го отвориме телефон само за да провериме колку е сатот или да го видиме календарот. И после некој време сваќаме дека сме потрошиле 1 или 2 часа скролајки низ социјалните мрежи. Предпоставувам ти се има случајно такво нешто. За жал, прекумерното време поминато на телефон негативно влијае врз нашите меѓусебни односи, врз пиењето и севкупното ментално здравје. Четвртата штетна навика е лошото управување со финансите. Ова вклучува трошење пари на нешта кои не ни требат, редовно и непотребно одење на шопинг, влегување во долгови, подигнување брзи кредити и слично. Сето ова води кон стрес и неспособност да се управува со финансите на мудар начин. Ти благодарам, Сара, што ги нагласи овие чести и штетни навики кои можат да имат катастрофален ефект врз нашите животи. Ајде да размислуваме за надежта која ја имаме во сето ова, а таа надеж се однесува на нашето општење со Бог и воспоставувањето добри навики. Ке слушнеме искуство од неколку жени и како добрите навики ги преобразиле во нивните животи. Се надевам дека нивните приказни ќе бидат инспирација за нас денес. Здраво, драга пријателке. Има една изрека која вели: кој рано рани, 2 среќи граби. Верувала или не, ова изрека е вистината од многу аспекти. Пример, од моето искуство можам да кажам дека кога одлучив рано да легнувам, да спијам и рано да станувам од спијање, станав попродуктивна и поуспешна. Исто така ова навика ми помогна да бидам попозитивна како личност. Знам дека будењето рано може да биде непријатно за некои луѓе, особено
за оние кои сакат подолго да спијат, но знаеш ли дека долгиот сон може да те успори до толку што во текот на денот ќе завршуваш помалку нешта. Еве ти еден предизвик. Обиди се да се будиш 1 час порано од вообичаеното и ќе видиш дека ќе имаш време да завршиш многу повеќе работи во животот. Сето тоа ќе ти даде чувство на поголема продуктивност и поголем успех во животот. Но најважно од се да го започнеш денот со Бог, преку молитва и читање на Неговиот збор, Библијата. Тоа време поминато со Бог е од исклучителна важност, но ќе ти помогне да сватиш дека Бог сака од тебе и ќе ти помогне да растеш духовно. Верувај ме, ако почнеш да минуваш време со Бог, целиот живот ќе ти се смени. Драга слушателке, сакам да ти кажам како минувањето време во природа за мене стана навика која направи голема промена во мојот живот. Во минатото бев личност која сакаше да седи во затворени простори, но кога почнав да излегувам надвор во природа, сватив колку е прекрасен животот. Ова навика е важна за твоето здравје и расположение. Сонцето, чистиот воздух, тревата, дрвијата, сите овие нешта кои влијаат многу добро врз тебе. Покрај другото, ова навика ми помогна да бидам повеќе благодарна за животот. Кога ќе излезам надвор во природа, природно ми доаѓа да го славам Бог за сите Негови созданија и да му благодарам дури и за наједноставните нешта. Сето тоа, јас како личност станав поведра од претходно. Те охрабрувам да почнеш да минуваш повеќе време надвор, зашто придобивките од таа навика се бесценети. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Моето име е Лана и би сакала со тебе да споделам како читањето и отвореноста за учење ми помогна да станам подобра личност. И погоди што, читањето не е досадно како што некои луѓе мислат. Дали знаеш дека учењето не треба да заврши кога ќе завршиш со школување? Можеш да учиш нови нешта секој нов ден. Во денешно време учењето е лесно, достапно за сите нас. Можеш да гледаш бесплатни курсеви на интернет или пак да гледаш едукативни видеа на YouTube. Од собствено искуство можам да кажам дека насобирањето знаење никогаш не е празно. Баш напротив, треба да насобираме што повеќе знаење, бидејќи светот во кој живееме постојано се менува. Тоа што било релевантно пред 5 години може денес да е застарено и неважно. Драга сестро, дали сакаш да бидеш посреќна? Дали копнеш за повеќе мир и задоволство во животот? Ако одговорот е да, тогаш ќе треба да почнеш да практикуваш благодарност. Почни секој ден да пишуваш список на нештата за кои си благодарна.
Прави го ова дури и тогаш кога имаш тешки и мрачни денови, за да се потсетиш дека во животот си добила и многу благослови. Кога јас почнав да ги запишувам нештата за кои сум благодарна, сватив дека можам да имам надеж и задоволство, дури во тешки денови од животот. Покрај благодарноста сакам да те охрабрам почесто да се смееш, бидејќи насмевката на твоето лице може да подобри нечiji ден. Смеењето не само што ќе те направи поведра и порадосна личност, туку и ќе влијае на расположението на луѓето околу тебе. Зошто? Бидејќи насмевките се заразни. Пробај и ќе видиш. Некогаш луѓето имаат навистина лош ден и се им е тргнато наопаку, и една насмевка може да биде светлата точка поради која барем за нијанса нивното расположение ќе се подобри. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless you, Lord. Здраво повторно. Како жени кои одлучиле да го следат и сакат Исус Христос и кои му ги дале своите срца нему, за нас е многу важно да воспоставиме и негуваме добри и духовни навики, бидејќи тие ќе ни помогнат да го продлабочиме заедништвото со Бог и да растеме во верата. Молитвата е една од тие навики кои ни помагат да ги потсетиме овие важни цели. Дали знаеш дека молитвата не е само некој обред или ритуал во кој рецитираме одредени зборови надевајќи се дека Бог можеби ќе не слушне? Молитвата не треба да биде обврска, туку искрена желба на срцето. Преку неа ние ќе разговараме со Господ Бог, Создателот на сиот свет. Молитвата ни помага да имаме близок меѓусебен однос со Бог, да ги искусиме неговата љубов, благодат и водство. Кога молитвата ќе стане навика, таа ќе го обликува нашиот карактер и начин на размислување, бидејќи истата ни помага да ги отвориме нашите срца за Божјата воља. Правите нешта желба да се совладат со Божите и да бидеме почувствителни за неговиот глас. Пред него можеме да ги споделиме сите наши радости, стравови, надежи и битки. Правејќи го тоа, ние ќе му дозволиме на Бог да делува во нас и да ни помогне да растеме духовно. Поема. Навиките се оние кои не обликуваат како личности. Малите дела кои ги повторуваме и погрешните кои остават лузни. Добрите навики ја негуваат душата и носат мир и треба да се стремиме почесто да ги практикуваме. Пази се од навики поради кои можеш да застраниш, како на пример оговарањето и неугодувањето. Само во Бог можеме да најдеме сила да кажеме не. Затоа да бараме мудрост од Него и помош во време на потреба. Ајде да научиме да практикуваме добри навики
и лошите да ги замениме со тоа што е полезно за нас. Завршна молитва. Небесен Татко, доаѓам денес понизно пред Тебе, знаејќи дека ми е потребна Твојата помош и сила за да направам позитивна промена во мојот живот. Господе, јас признавам дека во мојот живот има нешта и навики на кои ми е потребна промена и поради тие лоши навики самата јас страдам. Се молам да ми дадеш мудрост да ги препознам тие навики и да ми дадеш и храброст да се ослободам од истите. Дај ми сила да им кажам не на искушенијата и да носам одлуки кои ќе ти дадат чест на Тебе. Дај ми мудрост да препознавам што е најважно во животот и да го вложувам своето време и енергија во активност од кој ти ќе се прославиш. Ти благодарам, Татко, што ме сакаш и за Твојата благодат која се појавува во моите слабости се обновува секој утро. Води ме и помогни ми да воспоставувам навики кои се корисни за моето тело, ум и душа и да почнам да живеам избалансиран живот и живот со цел. Ти благодарам, Небесен Татко, што ги слушаш моите молитви. Верувам дека ќе ме водиш и ќе ми помогнеш да го достигнам потенцијалот кој си ти ми го дал. Се молам во името на Исус. Амин. Сакам да споделам со вас уште еден стих од Библијата во посланието до Филипјаните, глава 4, стих 8. Апостолот Павле вели: на оној што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е достојно за слава, на она што е добродател, што е за пофалба, само на тоа мислите. Драга пријателке, тука ќе завршиме денешната програма. Се молам Бог да те охрабри од тоа што го слушна денес и да му дозволиш да влезе во твојот живот и тој да те раководи. Сите ние сме грешни и заслужуваме смрт, но Исус умре на крстот за нас, за да ја плати цената на нашиот грев. Те охрабрувам да ја прифатиш неговата љубов и неговото дело. Тој ќе ти го промени животот. До следната наша епизода, не заборавај дека во очите на Господ Бог ти си скапоцена и сакана. Ако имаш какви било прашања или сакаш да ја споделиш твојата приказна со нас, или имаш потреба од молитва, биди слободна да не контактираш на адресата Жени со надеж.